Председателот на ДУИ, кандидат за градоначалник Бујар Османи, тврди дека премиерот Христијан Мицковски во исто време јавно ја напаѓа ДУИ и праќа пораки преку приватни канали за затоплување на односите по локалните избори. Од ВМРО ДПМН ја негира оваа информација, од коалицијата Вреди сметаат дека тоа е само спин од Османи во недостаток на програма и идеи. Османи тврди дека во моментов алијансата предводена од ДУИ има убедливо водство во однос на коалицијата Вреди и го обвини Мицковски дека сака да инсталира своји албанци во институциите како некакви декоративни представници без легитимитет. Има постојани пораки, контакти од ВМРО ДПМН до ДУИ за затоплување на односите, иако во јавноста постојано се кажува спротивното, со цел се разбира за изборна математика, меѓутоа јас морам да бидам искрен, затоа што не можам веќе да ги слушнам овие различни ставови, едно приватно, едно јавно. Вице-премиерот Изет Меджити смета дека тезата на неговиот противкандидат Османи е обид за дефокус, бидејќи ниту Османи, ниту ДУИ имале план, програма и идеи за предстојните локални избори. Кога немаат визија, немаат програма, доаѓа од салониве, значи сака да се вади, значи со некои скришни пораки, декодирани пораки, не му е прв пат, значи имаше случаеви и порано, кога се повикуваше на некои јавувања, некои пораки, но никогаш не ги објасни, не може ни новинарите, ни граѓаните тие да ги видат. Немаат визија, тога се повикуваат на Борел, на Лајчак, Ко Божем знае, значи Борел кај е Чајер и каде е Скопје. Од ВМРО ДПМН е пак со одговор дека коалицирање со ДУИ нема да има и ги повторија обвинувањата за криминал и корупција кај раководството на партијата. Да го подсетиме Бујар Османи дека првенците на ДУИ доставија бел лист хартија до ВМРО ДПМН на барања кои ќе ги исполнат само за да останат во владата. И македонците избираа партија со мнозинство, но ДУИ тоа никогаш не го почитуваше. Наместо почит кон народната волја, тие секогаш бараа спас кај СДС, со кои се најдоа во заедничкиот именител криминалот и корупцијата. Околу обвинувањата за финансиски малверзации при организацијата на самитот на ОПСЕ во Скопје, Османи кажа дека сите документи биле доставени до антикорупцијската комисија и обвинителството, од каде било вратено дека се е чисто. Договорот со компанијата Евровија бил јавно достапен веќе една година на сајтот на Бирото за развој, па затоа ексклузивната вест смета дека била производ на партиската кујна во ВМРО ДПМН. Премиерот Мицковски и денес со пораки што да прават и како да се однесуваат опозицијските партии по локалните избори на кои очекува неговата партија да има убедлива победа. Локалните избори што и да прават, тие за нив се загубени и таму ќе престои еден процес на реструктурирање, внатрешна катарза, која што им ја препорачувам да се ослободат од некои би кажал стари времиња. Од СДСМ пак не одговорија на прозивките на Мицковски и продолжија со обвинувањата дека владата предводена од ВМРО ДПМН води погрешна економска политика, поради која цените растат, а платите стагнираат, и дека за разлика од сите држави во соседството, само во Македонија немало никакви мерки за справување со поскапувањата и со инфлацијата.